Вирусот Западен Нил се шири низ скопските општини каде што досега немаше ниту еден потврден случај како што е Рачиново, па поради последната лабораториска потврда со која се детектирало западно-нилска треска кај жена на 61 годишна возраст и таму Центарот за јавно здравје синоќа прскаше против комарци. Епидемиологот доктор Љузиме Бајрами вели дека денес нема ново потврдени случаи, а со последните бројката се искачи на 34. Прв случај, жена на 60 години и 61 година возраст е од Арачиново. Арачиново е направено комплетно општина Арачиново. Вчера е направено адултицидна терористичка дезинсекција. Пред 2 дена на 11-12 направено ларвицидна во општина Кисела Вода на Рчитово, Драчево, бидејќи повеќе случаи се од таму. Терористичка адултицидна дезинсекција на 13-14 е направено исто така во Подрачета, кај што имаме пријавени случаи на Вестнајл. Најголем број од пациентите со тешка форма на болеста се од Драчево, а епидемија е прогласена и во Бутел, Кисела Вода, Аеродром и Линден и Газибаба. Од локалната власт велат дека се превзимаат сите чекори за заштита на населението, особено во општините каде што веќе алармот е вклучен. Веднаш по добиените информации дека е прогласена епидемија на западно-нилска треска во повеќе скопски општини, вклучително и Газибаба, направивме координативен состанок со сите надлежни институции, тука пред се го спомнам Центарот за јавно здравје, со кој што преземаме 2 акции во изминатите неколку денови. Првично беше механичко прскање во сите оние каналски делови што беа посочени како жаришта на комарци, а дополнително во наредниот ден направивме механичко прскање во сите населени места на територија на општина Газибаба со цел да превенираме делување или ширење на оваа зараза кон граѓаните. Навистина сметам дека алармантно реагираме на целава ситуација. Јас сум во контакт со Министерството за здравство и што е добро за нас, досега нема некој жител што има посериозни здравствени последици од аспект на уботот комарец. Поред последните официјални податоци од инфективната клиника, од 20 на граѓани што се хоспитализирани, 7 се борат за живот, односно се приклучени на апарати за дишење. Досега вирусот Западен Нил зеде 2 човечки животи.